крайно возбуден во негативна смисла сум, што во мојата 50-годишна водителска и новинарска кариера треба да застанам пред вас и да говорам за прв пат на еден, би рекол, несекојдневен настан, кој што во историјата на Велес досега се нема случено. А тоа е пензионерите да си ги бараат своите пензионерски права на улица, онаму каде што не треба. Жално, истовремено и трагично е што во 21. век оваа држава дозволи луѓето кои што сега треба да уживаат во благодетите на она што како пензија го имаат, да на ваков начин, марширајќи, протестирајќи низ улиците на родниот град, го бараат своето право. Меѓутоа, тоа е тоа, ние сме испраени, ќе испраеме во сето она што како ваши барања ги имаме и вечерва, а ќе ги имаме, се разбира, и понатаму, се додека не се остварат тие, се додека не видиме насмевка на лицето на оние кои ја зимаат минималната, па дури и подминимална пензија. Се додека не бидат задоволни оние кои што во овој пример и во овој случај и оваа вечер се најнезадоволни овде. А тоа се луѓето кои што со бедни 12.000 не може да поминат ниту половина од месецот. Затоа оваа вечер ќе имаме можност да ни се обратат и наши гости, меѓутоа и наши колеги пензионери истовремено. Се со истовремено на една цел, а целта е на сите позната. Подобра иднина на пензионерите, подобра иднина на оние кои што во овој момент, наместо да се со своите внуци и да уживаат, уште еднаш ке повторам, во благодетите на она што треба да им го даде една држава, се принудени да ги мерат улиците и да негодуваат за својата социјална состојба. И да не должам повеќе, го молам господинот Драган Угриновски, член на извршниот одбор на пензионерите кои што протестираат, да помели овде и да земе збор.